Google ненамерно го откри новиот дизајн на Android, наречен Material 3 Expressive, преку објава на својот официјален блог која брзо беше отстранета. Сепак, информациите и сликите веќе се проширија во јавноста. Овој дизајн представува најзначајната промена во изгледот на Android во последните години. Material 3 Expressive се фокусира на експресивност, емоција и интуитивност во корисничкиот интерфејс. Користејќи бои, форми, големини и анимации, Google има за цел да создаде визуелно побогат и полесен за користење систем, прилагоден за корисници од сите возрасти. Тестирањата со над 18.000 корисници ширум светот покажале дека новиот дизајн овозможува побрзо пронаоѓање на важни елементи, како што се копчињата и функциите, до 4 пати побрзо во споредба со претходната верзија. Например, во апликацијата Gmail, копчето Send е преместено на повидливо место со поголеми димензии и поизразена боја. Иако оригиналната објава беше избришана, се очекува Google официјално да го представи Material 3 Expressive на својата I/O конференција кон крајот на мај, кога ќе биде објавен и датумот на достапност за корисниците ширум светот. Нов извештај на Програмата за развој на Обединетите нации открива дека човечкиот развој стагнира, со најнизок раст од 1990 година. И покрај излегувањето од глобалните шокови како пандемијата COVID-19, напредокот во здравството, образованието и приходите е забавен, што ја загрозува целта за постигнување високо ниво на човечки развој до 2030 година. Извештајот, насловен Прашање на избор, луѓе и можности во ерата на вештачката интелигенција, истакнува дека растечките трговски тензии, должничките кризи и индустриализацијата на невработените дополнително го влошуваат застојот. Според Ахим Штајнер, администратор на UNDP, ако овој бавен напредок продолжи, светот ќе стане помалку безбеден и поранлив на економски и еколошки шокови. Сепак, извештајот нуди надеж, вештачката интелигенција може да го забрза човечкиот развој. Анкетата спроведена од УМП со над 21.000 испитаници од 21 земја покажува дека 60% очекуваат вештачката интелигенција позитивно да влијае на нивното вработување, создавајќи нови можности. Само 13% стравуваат од губење на работни места поради автоматизација. Извештајот нагласува дека вештачката интелигенција треба да се користи за зголемување на човечките способности, а не како замена за луѓето. Демократизацијата навие во тек, но пристапот до електрична енергија и интернет останува клучен за да никој не биде исклучен од процесот. Политичките одлуки во наредните години ќе бидат клучни за тоа како вештачката интелигенција ќе влијае на човечкиот развој.